4 и 5, то се 3 точки от Јосип Јосифовски. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на СОУ Јосип Јосифовски Гевгелија за учебната 2022-2023 година. Точка 4. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на СОУ Јосип Јосифовски Гевгелија за учебната 2023-2024 година. И точка 5. Предлог решение за усвојување на финансовиот план за 2023 година за планирани приходи и расходи за сметка 71501082497885 ДАО на СОУ Јосип Јосифовски Гевгелија. Молам представникот. Добар ден, поведете. Сите 3 точки. Сите 3 точки? Да. Почитуван председател на Совет на општина Гевгелија, почитувани советници. Во однос на овие точки, прво во однос на годишниот извештај за работа на Средното општинско училиште Јосип Јосифовски Гевгелија за учебната 22-23 година и годишната програма за работа на училиштето за учебната 23-24 година, можем да кажем дека истата беше уредно и навремено изработена. Беше презентирана од моја страна и од страна на психолошко-педагошката служба на нашето училиште пред наставнички совет. Едногласно беше усвоена. Истата беше разгледувана и беше презентирана пред училишниот одбор. Исто така беше едногласно усвоена и беше доставена како предлог за усвојување на Советот на општина Гевгелија. Во однос на финансовиот план, предлог финансов план, значи континуирано во изминатите учебни години се реализираат проектите од програмата Еразмус Плюс, од кои што учениците од струките се стекнуваат со знаење од практична настава во европски земји. Меѓународната соработка на училиштето во најголем дел се одвива во рамки на Еразмус Плюс програмата, а Средното општинско училиште Јосип Јосифовски, значи постојано, континуирано ја продолжува со работката со европски партнерски организации во рамките на проектите од Еразмус Плюс програмата. Оваа година во овие рамки на Еразмус Плюс програмата ќе се реализира мобилност од К1 програмата, наменета е за секторот економија, право и трговија и треба да се изведе најдоцна до пролет 2024 година. Овој проект е планирано да се реализира преку две мобилности. Едната е наменета за 10 ученици и 1 професор, ментор од струката економија, и втората мобилност е наменета за 7 професори од сите струки во училиштето. Мобилноста, знаеме дека е многу важна за младите, како за младите, така и за нас наставниците, бидејќи не само што овозможува градење професионална експертиза, туку истата ги учи, ги подучува младите дека светот е многу поголем од нивната позната средина. Треба да се нагласат тука и економските и социјалните предности, кои што фактички ги нудат овие меѓународни мобилности. Во рамките на овие проекти предвидени се да се реализираат дисеминации на постигнатите резултати во и надвор од нашето училиште. Сега во прилог ви беше доставен предлог финансов план по ставки во однос на донаторската сметка за проектот за секторот економија, право и трговија под наслов иновативни бизнис практики. Целиот износ на проектот ни е 32.450 евра и истиот значи согласно финансискиот план на проектот кој што ни е доставен од координаторот, како што беше и за сите изминати проекти претходно, значи е поделен во 4 ставки, значи имаме патни и дневни расходи во однос на патувањата во странство и сместување, тука се опфатени и за двата дела од овој проект. Потоа материјали и иститен инвентар, значи за сето она што е потребно за потребите за реализација на проектот. Третата ставка ни е договорни услуги, она во делот за поднесување завршна сметка, потоа средствата наменети за исплата на учесници и слично, и четврта ставка ни се други тековни расходи, овдека обично нели персонален данок на доход и сите оние кои што се директно вклучени. За истите, значи,
при изборот и селекцијата на ученици, уредно навремено беше формирана комисија, на наставнички совет беше дискутирано, така да се е запазено што се однесува на оние препораки кои што ни ги дава Националната агенција за мобилности. Благодарам. Колеги, отварам дискусија по точките 3, 4 и 5. Некои прашања? Повели Томче. Ќе бидам многу краток. Пред се сакам одговорница да и посакам се најдобро на претходната директорка Марија Танева и посакам се најдобро во животот и многу успех во понатамошната кариера. И изразам голема благодарност за нејзината искрена соработка со мене како советник и со независната советничка листа. Додека беше директорка, имавме супер однос, секојаш коректно, и тоа е привилегија моментално во нашата држава да имаш таков директор на таква институција, што во минуто не беше баш така. Исто така, од ова говорница сакам да му посакам се најдобро на новиот директор, успешна работа и да продолжи кај што застана претходната директорка Марија Танева. Јас за овие точки ќе дадам поддршка. Немам некој прашање, ако во текот на дискусијата има ќе се вклучам, но како што и сите директори би поставил само едно прашање, што мене ме засега многу, а го најавив уште од почетокот на седницата. Тоа е колку деца се отпишани заради одење во друга држава, значи може да има отпишување да заменати во друг град или така, напушта државата од гимназијата, од средното основно училиште. Благодарам. Може и. Почитуван советник, значи моментално немам точна бројка, моментално ги распоредуваме точно да се знае вкупниот број на ученици, пошто во текот на овие денови има многу ученици кои што доаѓаат и заминуваат, значи писмено во најкраток можен рок ќе бидете известени. Благодарам. Благодарам. Колеги, некој друг? Нема. Доколку нема. Точка 3. Благодарам на представникот. Точка 3. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија за учебната 2022-2023 година. Јас ставам на гласање, молам кој е за. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено. Се извинувам. Не гласа, не учествувате гласа. Присутен, благодарам. 12 гласови за. Точка 4. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија за учебната 2023-2024 година. Ја ставам на гласање, ве молам кој е за. – 11 гласови за, против, уздржани, не гласале 20. Точка 5. Предлог решение за усвојување на финансовиот план за 2023 година за планирани приходи и расходи за сметка 71501082497885 ДО на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија. Ве молам кој е за. 12 за, 1 не гласал. Благодарам. Точка 6, 7 и 8 се точки предлог решение од Крста Мисирков. Точка 6. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај на ОУ Крста Мисирков Гевгелија за учебната 2022-2023 година. Точка 7. Предлог решение за усвојување на годишната програма на ОУ Крста Мисирков Гевгелија за учебната 2023-2024 година. И точка 8. Предлог решение за усвојување на годишната програма за ученички екскурзии и други слободни активности на ОУ Крста Мисирков Гевгелија за учебната 2023-2024 година. Молам представникот.
Поведете. Почитувани съветници, почитуван председателя, ги имате материалите, обемни се за първата точка. По точки ги одеме, така? Сите три точки ги водят заедно. Да, за първата точка имате освояването на годишната програма. Ако имате прашение, слободно поверите. Исто и за втори и за трети. И за втората. Добре, тук е извещай от годишният извещай, заедно с статистическите податъци, и я имате и програмата за изведуване ученички активности и други слободни активности на учениците от Крстени Сирков. Да напоменеме дека таа истата од лани, само се сменети наставниците кои ќе изведуваат. И сменети се датите, бидејќи претходната година беше реализирана на пролет, оваа година, ако успееме да стигнеме, бидејќи е процедура, ќе гледаме да биде некаде с крајот на септември, почетокот на октомври, така е запишено и во програмата. За 6-то, за петто е на пролет, мора да биде на пролет според програмата. За 6-то и за 9-то планираме да биде сега во октомври или септември, крајот на септември, почетокот на октомври. Благодарам, колеги. Поведете, Томче. Бидејќи нема начин како да дојдеме до некоја информација, би го поставил исто прашање до директорот на Крстени Сирков, колку дечиња се отпишани по повод заминување од државата во тоа училиште, и што би сакал да апелирам за овие екскурзии кои се прават. Значи, мислам дека последната екскурзија, за тоа што и мојата дете учи кај вас, како родител и со консултации со други родители, исто така добив мнение, едноставно истото размислување, да се обрне малку внимание кај се сместуваат тие деца. Значи, разберам од финансски аспект, разберам се, али ипак тие се деца, и во последниот пат во тој хотел во Штип беше катастрофа, сликите што ги добивме, да не кажам во мула, во скршени џамови, во едноставно место кај што не доликува тие деца да бидат сместени. Значи, поддржувам секаква екскурзија, како родител и како советник ви стоам на располагање секоја школа може нешто подобро, али мислам дека барем минимални услови за кога се работи за деца. Благодарам. Благодарам. Прво може на второто прашање за екскурзиите. Екскурзиите, малзе и смешна работата, дека ги организира Советот на родители. Значи тоа не ние само го распишуваме огласот. На нас сите зборат нели за училиштата, вака така, ние не ги организираме ученичките екскурзии, си ги прави Советот на родители. Они си ги отвараат понудите, они си го берат, тој што ќе ги носи според цена, според се, значи тоа го прават училиштата, таму само го распишуваат огласот. На наша адреса доаѓаат само пријавите што се за тендер, за тендер. А за првото прашање од училиштето Крстени Сирков, вкупно се иселени 11 деца, од кои 6 се надвор од државата иселени, така се пријавени, и 5 се внатре во државата. Значи, внатрешно иселени се 5, а 6 се пријавени дека се надвор од државата. Благодарам. Други прашања или дискусија, колеги? Нема. Доколку нема, благодарим на директорот. Точка 6. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај на ОУ Крстени Сирков Гевгелија за учебната 2022-2023 година. Ја ставам на гласање. Ве молам, кој е за? Моли? Годишен извештај. 12 гласови за, против, воздржани нема, 1 е гласал. Констатирам дека предлог решението се усвојува. Точка 7. Предлог решение за усвојување на годишната програма на ОУ Крстени Сирков Гевгелија за учебната 2023-2024 година. Молам, кој е за?
11 за, против, воздржани, 20 не гласале. Благодарам. И точка 8. Предлог решение за усвоение на годишната програма за ученички екскурзии и други слободни активности на ОУ Крста Мисирков Гевгелия за учебната 2023-2024 година. Молам, кой е за? 12 гласови за, против, воздржани, един не гласал. Благодарам. Констатирам дека предлог решението се усвоила. Владо Кантарджиев, молам представник от 3 точки. Точка 9. Предлог решение за усвоюване на годишниот извештај за работата на ОУ Владо Кантарджиев Гевгелия за учебната 2022-2023 година. Точка 10. Предлог решение за усвоюване на годишната програма за работа на ОУ Владо Кантарджиев Гевгелия за учебната 2023-2024 година. И точка 11. Предлог решение за усвоюване на годишната програма за ученички екскурзии и други слободни активности на ОУ Владо Кантарджиев Гевгелия за учебната 2022-2023. Директорки, поведете. Сите 3 точки. Почитуван председател на Совет на Општина Гевгелија, почитувани советници, добар ден. Општинското основно училиште Владо Кантарджиев од Гевгелија ви достави годишен извештај за работата на училиштето за учебната 22-23 година, годишна програма за работа на училиштето за учебната 23-24 година и програма за екскурзии, излети и други наставни активности за 23-24 година. Истите беа разгледани и усвоени на наставнички совет и училишен одбор и навремено доставени до основачот. Доколку имате некое конкретно прашање, повелете. Колеги, повелете. Прашање. Повели Томче. Добар ден на сите. Исто прашање и до предпоставен како што и за Крста Мисирков и за Владо Кантарджиев. Сакам да добијам податок колку дечиња се отпишани заради заминување на нивните фамилии, заминување во странство. Добро. Надвор Гевгелија било. Ученици кои минатата година завршија основното образование било кое оделение во 2022-2023 во Гевгелија не се запишаа во оваа учебна година, се вкупно 9, но имаме и двајца ученици кои што учеле во странство, а сега се враќаат тука. Да. А тие 9 сите во странство заминајме? Сите во странство, 8 од нив се во Германија. Благодарам. Некој друг колеги? Нема. Ви благодарам. Джуко, повели? Почитувани колеги, почитувани представнички на основното училище Владо Кантарджиев. И аз немам прашање до вас, ќе имам еден малку подолг осврт на состојбите во образованието, кој што важи исто за сите образовни институции кои што денес доставија материјалите за разгледување до Советот на Општина Гевгелија. Меѓутоа еве одбра во рамките на точките кои што се однесуваат на вашето училиште да го соопштам тоа што ми беше планирано за денес. Инаку потенцирам важи за сите, особено за основните. Пред да почнем, сакам уште еднаш само да изразам почит за одлуката која што советничка група на СДСМ ја донесе да не присуствува на расправата по сите овие точки. Тоа е демократско право кое што мора да се почитува, но истовремено морам да го изразам и задоволството што во таа нивна таква одлука тие остана осамени, не беа придржувани од другите советници, од другите советнички групи, што е доволно силна порака во врска со аргументите и контраргументите кои се расправаа пред донесувањето на дневниот ред. Што се однесува до мојот осврт на овие документи кои што ги доставите вие до нас, значи тоа се годишен извештај за минатата година, годишна програма за годината која што тек почна 23-24 и планот за екскурзии.
Јас ќе го поделам во два дела. Првиот ќе се обидам да ми биде што е можда пократок, бидејќи е повеќе од технички карактер, а овој суштинскиот кој се однесува на самите документи ќе биде малку поопширен. Вчера на комисиите имавте не само вие, сите една забелешка за која што најмалку ви нас носите во врска со обемноста на материјалите. Јас се придружувам кон истото мислење, да, тие се многу обемни. И правев некоја весела математика, стигнав до бројка од 1582 страници доставен материјал само од вашите од образовните институции. Вчера сите, повеќе советници го искоментираа ова, јас да не ги повторувам вчерашните критики и размислувања, ќе илустрирам само со уште еден пример, дека тука мора да се интервенира, мора да се направи корекција. Например, предизборните програми на политичките партии, кои што се однесуваат на 4 годишен период и кои ги упфаќаат функционирањето на сите сфери, сите области на една цела држава, не само на едно училиште, се одржат помалку материјал. Можности за дообјаснување има. Можност, знам дека ви е законска обврска, знам дека работите според некој терк, според некои матрици доставени од Министерството, вие тоа мора да го испочитувате. И добро е тој целокупен материјал да си го имате при вас и добро е да го носите и на седница на Совет, доколку имате дополнително прашање. Меѓутоа, предлогот вчерашен да ние овие материјали ги добиеме во некоја поскратена, почитлива и поразбирлива форма за нас и покорисна, мислам дека е во ред, па во таа насока еден мој предлог. Мислам дека имате доволно време. Еве иницијативата може да почне од вас, може да почне и од техничката служба на општината, да се формира една работна група. За почеток, вие директорите помеѓу вас, на кои ќе се приклучат координаторите на советничките групи, заедно да се направи еден договор како овој извештај, како овие три документи да изгледаат во иднина. Втората моја забелешка ќе биде повеќе не за вас, повеќе за техничката служба. Јас ова го коментирав еднаш на почетокот од мандатот, сега ќе го спомнам уште еднаш, ветувам никош повеќе. Многу ми смета што ги добиваме материјалите во PDF формат. Еднаш имам разговарано на оваа тема со техничката служба и понатаму останува состојбата така. Јас ќе повторам, PDF формат е фотокопир. Материјалите кои што ние ги добиваме се од работен карактер. Материјал од работен карактер значи дека можеш да интервенираш во него колку сакаш, како сакаш, да отфрлаш делови, да акцентираш, да болдираш, да споредуваш, префрлаш од едно место на друго, за да во насока на што поквалитетна подготовка. Овие 2000 страници само можеш да ги гледаш и само што побрзо да се откажеш од нивно понатамошно следење. Предлог имам и до вас. Еднаш ви го кажав гласно, ќе го кажам и сега. Не го сваќате како критика, нека биде едногласно размислување во насока на подобрување. И за вас работна група, начело на таа работна група човек од IT секторот, во него вклучени вие, како техничка служба и сите они институции со кои што општината, Советна општина комуницира во рамки на работењето на Советот. Не се повеќе од 20-тина, а колку и да се. Еден заеднички договор, дека се користи еден службен имейл, електронска пошта, дека се користи сите институции. И ние како советници, и вие како техничка служба и институциите со кои што соработува општината, да користат еден формат Excel, еден Word, една иста електронска пошта, ве уверувам дека комуникацијата електронска ќе тече безпрекорно. Тоа го работам назад 35 години. И ве уверувам дека во пракса функционира. И тогаш и вие ќе бидете ослободени од вакви непотребни пешечки работи, а и за нас материјалите кои ќе ги добиваме ќе бидат полесни за манипулација и ние ќе бидеме во можност подобро да се подготвуваме. Тоа се двете забелешки од технички карактер во врска со извештајот. Сега ќе продолжам со осврт на содржината на истите. Вака. Реков веќе дека извештаите ви се и планови, програмата годишна обемни, огромни и внатре се содржани мал милион информации буквално за се. И вред. Толку се обемни
што на прв поглед може да се констатира дека па тука и нема што да се праша. Се е наведено, се е опишено во најситни детали, останува само кој може да ги прочита, сите да ги прочита, кој не може некак само така бегло ги прегледа, на крај да се изгласаат и толку. Меѓутоа, бев малку упорен и внатре во извештаите барав работи кои што очекував да бидат опишени, а кои што ги сметам за многу важни, не ги најдов и затоа сега јас ќе ги искоментирам тука според моје видување. Лани вие ја завршивте годината без учебници. Тоа во годишниот извештај не е наведено како, не е искоментирано никако, а за мене ми е многу битно како информација во смисла да прочитам во извештајот годишен какви се вашите искуства од работењето во такви услови, да го немате основниот алат, многу важен и за наставникот и за ученикот, како вие во такви услови се соочивте со таквите предизвици, кои практики и методологии ги користевте за да го надминете тој проблем, како се подготвувавте вие за час, кои материјали ги користевте, кои извори ги користевте. За конечно да прашам, какви се вашите оценки за резултатите што на крајот од годината ги постигнавте, без да го имате основниот алат, учебникот, не е битно по кој предмет. Зашто го зборувам ова? Го зборувам затоа што овие документи, 3, што сега ни се доставени за разгледување, еви, пред почетокот на седницата потенцирав дека не сум роб на формалноста, повеќе ме интересира суштината, и овие документи не ги гледам само заради ваше административно покривање, да ги имате на рафтовите во вашата канцеларија, за која ќе ви дојде контрола и инспекција од повисоките инстанци, и имате документи, да, имаме, повелите. И најмалку ги гледам како причина за наше присуство тука, за да го оправдиме нашето работење во седница на Совет, еве советниците ги разгледаат документите на училиштата. И толку. Нив ги гледам единствено во функција на унапредување на воспитно-образовниот процес во наменет за нашите најмлади, нашите ученици, со крајна цел нивна поголема подготвеност во секој поглед во рамките на тој воспитно-образовен процес. Само така и неко поинако. Сега, новата година вие почнувате исто. А во текот на летото имаше и најава дека повторно ќе се соочиме со проблем недостаток на учебници. Ali не бил толку мал. Проверив, најавија за волја на вистината преку медиумите, дека за 3-то и 6-то оделение ќе нема. И почна годината, стварно нема. 1-во, 2-ро, 4-то и 5-то има, ама половично. Не се сите. 7-то, 8-то, 9-то имате само за биологија, физика, хемија, математика, за се останато пак немате. Ова за мене е многу сериозен проблем. Гласали или не гласали за документите? Ги имаме или ги немаме на седница на Совет? Во секој случај, како таков проблем, мислам дека е повеќе од битно да го искоментираме и да видиме на крајот кои ќе бидат решенијата за истината. Бидејќи во годишната програма, јас се обидов внимателно, не преидов само преку низ вашава и на останативе директори, не видов, не прочитав алтернативен план како вие ќе се справите во таква ситуација, какви искуства користите од минатата година или можеби, бидејќи ви беше најавено, сте развили на некоја нова стратегија за како да го предадете предвидениот материјал за учебната година и да го задржите тоа ниво на подготвеност на учениците, кое што е потребно за тие понатаму да продолжат во своето образование. Ќе илустрирам со еден пример од нашето работење тука. Без учебник е исто како Советот да работи без деловник за работа. И имаме деловник и многу пати тука се случуваат конфузии, објаснувања, дообјаснувања. И сега ќе споменам за убава колегата Апостолов, добар познавач на
на деловникот за работа после целото негово искуство како советник тука, задолжително ќе не получи сите, погледнете прочитайте во деловник, во превод, користете алатката, користете го помагалото, односно прочитайте во учебникот, деловникот за работа за нас е учебник. Ќе ви кажам и уште една работа. Сите ние тука сме поминали низ образовниот процес за да стекнеме одредена степен на образование. Меѓутоа, еве јас сум имал можност во мојата професионална кариера да бидам и од другата страна на катедрата. Односно да бидам предавач. Не на деца, на возрастни. И за жал, и мојата позиција беше таква да добием од тогашните мои предпоставени само наслов и насоки, како што вие добивате насоки од Министерството за образование, и ви велат предадете оваа тематска единица. И од прва рака, од лично искуство, јас знам дека тоа е супер тешко. Да го испланирате часот, да го дефинирате изворот на информација, да направите опфат на информација, да го дефинирате почетното знаење на студентите, за потоа да знаете како да го надградите, да го распределите тајмингот на пласирање на информација и да побарате фидбек повратно од студентите. И на крај да ги предвидите резултатите е многу тешко. Не велам дека е невозможна мисија, меѓутоа е тешка и ризична. Од тука сметам дека немањето учебници е многу сериозен проблем во моментот за кој што се соочувате сите вие и како раководители, како наставници, понатаму и ние како родители, и на крај најмногу страдат тие за кои што постојат училиштата, односно учениците. И можем уште многу околу ова, но еве нека биде до тука. Одам на вториот проблем, кој што го детектирав, а не го најдов во вашите документи, објаснето, па веднаш ќе го поставам со вака едно прашање до вас, на кој што не може да одговорите. Денес се што ќе прашам, на се имам одговор. Меѓутоа, само гласно ги споделувам со вас. Од каде ви се превземени, овие практики за спојување на предмети? Бидејќи консултирав повеќе наставници пред почетокот на школската година, откако почна, и тука како беше историја, географија и граѓанско општество во едно. Информатика и техничко образование споено во едно, во најава спојување хемија, физика, не знам што уште ќе им текне, веројатно на крај ќе завршат со спојување на веронаука и марксизам. Од каде е превземена оваа практика? Например, Финска има најквалитетно образование во светот, потврдено. Од тама? Од некој, знам дека не знаете. Јас ќе прашам, мислам дека е изворно, автентично, потекнува од Македонија и некој ќе добија Нобелова за ова сигурно. Јас само сакам да ве прашам. Пак не мора да одговорите, гласно поставено само прашање. Ова, дека дефинитивно не се случува. Прашањето е дали со сите ваши описи таму, ова набавивме, тоа набавивме, честитки за тоа што сте го набавили и доопремиле во рамките на вашите скромни финансиски можности, навистина честитки и браво, меѓутоа имате ли вие техничка подготвеност да организирате кабинети во кои што ќе се изучуваат сите овие предмети заедно спакувано во едно? Оно што е најважно од се, дали наставниот персонал ви е подготвен за тоа, дали има поминато одредени обуки, работилници, прочитани искуства од некаде, има ли, не мора да запишувате, доколку можете да ќе искоментирате, не е задолжително. Каков е физибилитетот на оваа одлука? Тоа значи каква е оправданоста на истата и на крајот на краиштата, какви се очекуваните предвидени резултати? Ќе знаат децата повеќе историја и географија со ваква методологија или ќе бидат полоши од претходно како што беше поставен системот? Има некој одговор во државата на ова прашање? Инаку ќе ви кажам и нешто што сигурно го знаете, наставниците
изразуваат отворено, гласно незадоволство од ова спојување на предмети. Тоа е јавна тајна, го знаците. Сега да не обтоварам многу дискусијата со уште многу други моменти кои што ги имам констатирано како дефектни, ќе наведам уште две таксативни и ќе заокружам полека. Немате, го укинавте символот на наставникот, не вие, се укина. Дневникот. По тоа беше препознатлив наставникот. Јас кој ќе се спомене наставник, сликата ми излегува господин или госпоѓа со дневник, црвениот, тој големиот, каде што пишуваше се. И каде што можеш за 4 генерации назад да најдеш податоци после 100 години, кога бидејќи трајноста им е долга. И воведовте дневник, денес е ден 6 од почнувањето на новата школска година, истиот на функција. Па, тоа е возење во мрак без светла. Не знам јас ке вас од час во час се продуцираат податоци кои што треба да се внесуваат во тој дневник и да останат како траен запис, вие сте безпомошни. И ова само кратко. Знам дека имате, класните руководители имаат таа задача за објаснување, се малку треба да ги бирам зборовите, на поими, на, не знам, дејства поврзани со сексуалното образование, полека добиваат облици на воведување на елементи на теоријата на родова еднаквост, која што многу ми смета, ама ќе заставам до тука. Моја генерална оценка, како човек кој некојаш бил ученик, денес, како родител кој праќа деца во училиште, како човек на кого образованието не му е туѓа тема, оценувам дека состојбата е лоша, дека дефектите се многу и дека во така како што е во моментов, козметички, па ќе бидам малку подиректен и погруп, лицемерни решенија од типот 3000 денари за родителите. Значи, потенцирам не за првачињата, него за родителите на првачињата, не се доволни за да помогнат и да се надминат сите овие недостатоци кои што ги споменав, а не се единствените. Сигурен сум дека ги има многу повеќе. Потребни се корените решенија за да се поправат состојбите во образованието, кое што после здравството може би е во најлоша кондиција како систем во рамките на нашата држава, и дека ние сме многу далеку од превземање на вакви мерки кои што се во функција на разубавување на состојбата и ствараат подлога за користење на гол популизам. Инаку, честитки за трудот што сте го вложили да го изготвите овој извештај, сите овие документи, честитки до вашите колеги ќе им пренесете. Дискусијата моја се однесуваше прекви на почетокот на сите и да се надевам дека почнувањето на следната школска година ќе биде во некој друг амбиент во кој нема да се дискутира за вакви аномалии, туку ќе добиеме едно образование или систем кој што ќе биде достоен за времето во кое што живееме, трета декада на 21 век. Благодарам. Благодарам, Томче Павели. Не планирав да се јавам, но кога опозицијата бега, јас морам малко да ги слимнам работите на некој ниво и позицијата може и да забега. Комплетно се согласувам со излагањето на колегата Попов. Значи, само што малку по-културно се изрази, поразлично од мојот речник, добро е напад на владата, едноставно со спојување на предметите, тоа што не се случува фактички во образованието. Колега Попов, едно е јасно. Значи, во Македонија, сега да ви кажам на мој јазик, Македонија се руши еден столб на државата. Тоа е образованието. Значи, овие се
како да кажам, овие се одраз на нешто што не се случува 30 години. Јас доаѓам од политичката партија ВМРО-ДПМН, ме знаат дека бев носител на листи и се, значи сега сум независен советник само заради такви работи. Значи, ако сакаме сето ова, вие што го спомневте, да не дојде до тука, прво, овие наставници треба да бидат платени како што треба. Заради тоа што не се случува и наставници си одат веќе од образованието. Тоа е крах на образованието. Значи, тоа е веќе сериозен проблем. Второ, нема да може да најдеме наставници. Тоа е уште поголем проблем. Знаеш зошто е така? Заради тоа што веќе политиката треба да се тргне од образованието. Комплетно да се тргне. Наставниците не треба да шетат од врата на врата. Тоа го зборам веќе 10 години. Имам реперкусии. Значи, имам луѓе кои што, како да ти кажам, некој не сака да го слушна тоа што го зборам, ама тоа е реалност. Значи, ова што го спомнавте од почетокот, значи, сакате да бидете едноставен. Тоа го разберам и како човек сте исти и тоа го почитувам многу. Значи, точно дека тоа треба, ама не треба да бидат тие групи повторно направени од координатор на советнички групи. Тргнете ја партијата од... Тргнете политика од образование. Значи, убаво кажавте дека немање на учебници е исто како немање на деловник. Јас би ви исправил тука, тоа е исто како да немаш материјал за точка на дневен ред. Не деловник, уште по-лошо, а тоа ни се случува и на нас и сите молчите. Доаѓаме на точка на дневен ред и ние немаме материјал. Што ќе дебатираш? Исто што поставува прашање како они предаваат кога немат учебници. Значи, работата е далеко од многу сериозна. Јас ќе бидам среќен сето ово зборување, кога ќе дојдете на вас, кога ќе се смени власта, да го вратите во првобитно како што беше. Сето ово што го кажам, со учебници, јас сум поборник од тоа. Имаше за учебници, имаше и протести, излегов и на протести на се. Само нешто се плашам, колега, што во ова држава веќе многу се молчи. И сумњам кога ќе се вратиме на кога ќе се смене власта, без разлика кој заслужува народот, ќе си го каже тоа, да не бидам малку субјективен, но ти знам што сум и знам зашто правев независна листа, заради тоа што тука ме од полтрони што седат во штабови и добиваат функции што не можат да се носат со нив, ама имат една цел, тоа е профит. Јас тоа не го направив, а ако седев таму може ќе бев и јас на некоја функција, ама не ми треба функција, ми треба Гевгелија, ми требаат граѓаните на Република Македонија. Да има се повеќе како мене што ќе се одложат, едноставно тежок е патот, ама реален. Не го изгубив здравиот памет. И јас само се радувам на една работа. Дај Боже сето ова што го кажавте, кога ќе се врати, кога ќе се смени власта, да го вратите во правобитно. Само што сум разочаран, не верувам од така ќе биде. А иначе, комплетна поддршка на наставниците заради тоа што нашите наставници треба да взимат. Може да се деси да се прекине наставата, има и таква работа сега. Заради тоа што немат да взимат соодветна плата. Прекинење на наставата нешто значи за нашите деца. Катастрофа. Ова што се води, дали свесно или несвесно, а зошто опозицијата молчи, е рушење на образование, тоа е рушење на Република Македонија. Тоа е столб на државата. Нема учебници, имаме неписмени деца. Значи тоа не е ништо случајно што не се случува во државата. Спојување на предмети нелогични, родова еднаквост. На кај води тоа? Само за тоа не треба да се молчи, треба на улица да излеземе сите. Ама улицата ќе излезе само за одговорница да се најавува, а иначе на дело нема ништо. Само тоа ме плаши. Дај Боже, сето ова што го кажа да се стави во функција, овие луѓе да бидат стрекни, да го дигнеме образованието како што треба, јас ќе бидам најстрекен човек и нема да се бавам со политика. Благодарам. Благодарам. Илко? Само во една реченица да изразам благодарност за согласувањето со мојата дискусија и околу формирањето на работните групи за корекција на формата и содржината на документите кои што тука не се приложуваат, вам не ви се допаѓа да бидат вклучени и да, само ќе ве молам во тој дел да дадете предлог кој што би бил поквалитетен од мојот, јас го поддржувам од пред Бланко. Искрено да ви кажам, не ни планирав, мислам, не очекував од вас таква реакција. Мислам,
првиот ваш коментар, јас немам предлог моментално. Едното што кажете да се тргне политиката, јас мислам дека редно е веќе да почне да се верува во институциите. Значи, да, како идеја треба да биде скоцкано на малку поразбирлив начин, за ние како советници да може да го сожвакаме тоа и едноставно да дадеме коректни идеи и размислувања, комплетно. Затоа ви кажам, не се слагам да тоа биде направено, заради тоа што ние не смееме, пак ќе ви кажам, доста е веќе наставниците и образовните работници да се стават во политички партии. Во ред изјаснување, дали некој си сака да си биде симпатизер на некој. Не смее да оди од врата на врата, не смее да едноставно да ги држиме заложници на политиката, се со цел за некој да добива политички поени. Тоа не треба се работи нивната работа. Значи, ако ги оставиме малку послободно, може и ова ваша идеја ќе биде уште подобра. Значи, треба да се остават луѓето, тие се луѓе што имат мозок, не се луѓе без мозок. Така да, народно кажано, да си ги оставиме да се вршат работи и не нема да имаме проблем. Накратко, ако може само на дел од прашањето, односно констатациите, да дадам и свое мислење. Во врска со содржината, на кој начин треба да изгледаат годишните програми, програмите за екскурзии, значи има правилник и точно се знае како таа треба да изгледа и така треба да се гласа за тоа што по истата работиме. За да ја олесниме вашата работа, еве, сега во моментот ми текна дека може тоа да го направиме на следниот начин. Сите програми имаат од позади содржина. Тоа што е важно за вас како советници е да знаете кои се подрече на промени, приоритети и цели за оваа година. Значи тоа е тоа што е важно. Другите се повеќе, поголем дел се формалности и баш се податоци кои што секоја година се повторуваат и се исти. Потребно е да ги знаете некои информации, не постои начин на кој тоа да го скратиме, например, кои не се комбинирани паралелки, програмата за работа на директорот, програмата за работа на другите стручни активи, значи тоа е нешто што треба вие да го знаете. Доколку ви е потребно да го најдете тоа. Најважното е во точка 7, значи подрачје на промени кои што се за тековната година. Во однос на програмата за екскурзии, истата до еден збор се праќа до БРО на одобрување, ако нешто не се совпаѓа, ни ја враќаат. Мора истата да биде разгледана на начинот на кој што ви е доставен. Сега, ако може, некој збор 2 и за другите прашања, односно констатации. Програмата по која што работат учениците од 1 до 6 оделение, во учебната 23 и 24 година е според концепцијата за основно образование, кој опфаќа интегрирање на одредени предмети и престој на учениците од 1 до 5 од 5 часа, 5 сати дневно и од 6 оделение 6 сати дневно. Насоките за реализација на истата ги добивме 10 на дена, може и една недела пред почетокот на учебната година. Многу тешко е да се изведе тоа и да се планира таа работа, особено е тешко да се направи распоред на часовите во училиште, како што е Владо Кантарџиев, затоа што имаме 36, односно 37 паралелки. За интеграција на предметите историја и општество, граѓанско и географија, според концепцијата е планирано учениците да имаат 3 часа неделно историја од почетокот на учебната година до средината на февруари. Од средината на февруари до средината на мај треба да имаат географија и последните 10 часа да имаат општество. Тоа треба да го реализираат тројца различни наставници кои што треба да бидат вработени од 1 септември до 31 август. Наставниците што би предавале дури во февруари, јас стварно не знам што ќе прават во овој период. Значи, организирањето на наставата е многу тешко. Ние како директори немавме никаква обука како тоа да го направиме. Сите наставници имаа обука во текот на месец јуни и јули за како да реализираат часови, односно како да изготвуваат сценарија за час. Но начинот на реализација е оставен ние сами да го прилагодуваме согласно човечките ресурси и просторните услови кои што ги имаме.
За учебниците се согласувам дека имаме недостаток, пропуст во извештаите да го напишеме дека сме немали учебници. Меѓутоа, ако се вратиме наназад, тоа би требало да го пишуваме и многу години предходно. Учебници по македонски јазик и по историја не сме добиле па сигурно 10 години, а бројот на деца е различен, така да некои деца ќе ни бидат и без учебници оваа година, односно еден ученик денес рече учебникот по историја ми е историски. Затоа што му фалат многу страни, баш е стар. Немате нови ученици? Да, немаме. Немаме, а ние имаме законски рок кога ние бараме ученици во МОН. Има точно одреден рок кога ние како училиште пријавуваме колку ученици имаме во прво, второ до 9 одделение, колку учебници ни се потребни по сите предмети. Немаме се уште доставено по сите предмети учебници. Во однос на тоа како се снаоѓаме со работата, се снаоѓаме со фотокопирање на материјали и минатата година ги опремивме сите училници за одделенска настава со смарт табли, за да може децата барам електронски да може да следат настава на голем екран, не на мал телевизор. Тоа е тоа. Ако има уште некој нешто, повелете. Повелете, колеги. Саши повели. Благодарам, председателе. Беше спомната во дискусија, беше спомната дека тие што останале тука да испратат некоја силна порака. Не знам јас која е таа силна порака. Јас тука останав само од почит кон директорите кои што на време си ги пуштија материјалите. Ако учебник е помагало во училишен процес, а деловник е помагало за совет и закон. Деловник и закон се помагало за совет, денес деловникот и законот се направени лом. И баш овие критики што ги имаме кон образованието во најголема мера се поради тоа што никаде не се почитува во држава ни закон ни деловник. Кога не се почитува закон и деловник, тоа е наједноставна дефиниција за тиранија. Ние имаме тиранија и на централно и на локално ниво и ова ни е резултатот. Благодарам. Благодарам. Некој друг колеги? Нема. Толку не. Благодарам. Колеги, точка 9, предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на ОУ Владо Кантарджиев Евгелија за учебната 2022-2023. Молам, кој е за? 12 за, воздржани, против, 1 не гласал. Благодарам. Точка 10, предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ОУ Владо Кантарджиев Евгелија за учебната 2023-2024 година. Молам, кој е за? 11 за, против, воздржани, не гласале 2. Благодарам. И точка 11, предлог решение за усвојување на годишната програма за ученички екскурзии и други слободни активности на ОУ Владо Кантарджиев Евгелија за учебната 2023-2024 година. Молам, кој е за? Екскурзии. 12 за, против, воздржани, 1 не гласал. Благодарам. Следните 3 точки. Климент Охридски. Точка 12. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на ОУ Климент Охридски Миравци за учебната 2022-2023. Точка 13. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ОУ Климент Охридски Миравци за учебната 2023-2024 година. И точка 14. Предлог решение за усвојување на годишната програма за изведување екскурзии и други слободни активности на ОУ Климент Охридски Миравци за учебната 2023-2024 година. Директор ќе 3 точки. Добар ден, председател, добар ден, почитувани советници.
Пред вас материалите бяха уредно доставени и изпратени за годишният извещай за 2022-2023 година, годишната програма и програмите за екскурзии на ООО Климент Охридски за 2023-2024 година. Ако имате некои прашања, повелете. Повелете, колеги. Томче. Едно много кратко прашање до вас, само да ми кажете бројот и од вашето училиште колко има отпишени ученици за ова година од училиштето. Значи оваа година има само 2 ученика отпишани, еден во странство, еден во градот, а еден не е запишан од причина што ќе се запише во наредната година. Да, еден во странство, еден во тук. А претходната година има 6 ученика отпишани, 2 во странство, 4 2 во Кавадарци, 2 во тука во градот. Ви благодаря. Некој друг колеги нема? Доколку нема, точка 12, предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на ОУ Климент Охридски Миравци за учебната 2022-2023 година. На гласање молам кој е за? Виктор? 12 за, против. Сите гласаа за. Против, уздржани во моментов нема. Точка 13. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ОУ Климент Охридски Миравци за учебната 2023-2024 година. Молам кој е за? 11 за, 1 не гласа. И точка 14. Предлог решение за усвојување на годишната програма за изведување екскурзии и други слободни активности на ОУ Климент Охридски Миравци за учебната 2023-2024 година. Молам кој е за? 12 гласови за. Кој не гласа? Джоко, се извинувам. Благодарам. Точка 15. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата и постигнатите резултати на ООО Ристо Шуклев Негорци за учебната 2022-2023. Точка 16. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ОУ Ристо Шуклев Негорци за учебната 2023-2024 година. И точка 17. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа за ученички екскурзии и други слободни активности на ОУ Ристо Шуклев Негорци за учебната 2023-2024 година. Ето ќе поведете. Почитуван председател на Совет на Општина Гевгелија, почитувани советници, годишниот извештај на Основното училиште Ристо Шуклев за учебната 22-23 година е разгледан на наставнички совет и едногласно усвоен од училишен одбор. И навремено е доставен за усвојување од Советот на Општина Гевгелија. Исто така, навремено е доставена, разгледана на наставнички совет, едногласно усвоено од училишен одбор, годишната програма за работа на Основното училиште за 23-24 година, како и програмата за ученички екскурзии, изведувања и други наставни активности. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам. Томче повели. Пред сега поздравам директорката на
Основното училиште во Негорци. Прашање исто како што и претходните, колку ученици се отпишени од вашето училиште за фамилиите што ми отишле во странство. И имам една забелешка, мислам дека работите дојдоа во нормален тек, значи имав известување и прашања, се обратив исто до надлежните во општината, не добив одговор, ама гледам дека се средило. Тоа имаше некоја најава дека ќе се затвори одредени паралелки во Пардејци, училиште во Пардејци и во Кованац, што граѓаните на тие населени места се бунтуваа заради тоа што до последен момент не беа известени, што беше некоректно, крајно некоректно, заради тоа што се е тоа травма на децата, значи во 5 за 12 да ги преместиш од Пардејци да доаѓаат во Негорци или од Кованац во Негорци, не е коректна работа. Јас како советник бев известен, како советник барав дали тоа ќе се случи, нема се случи, не добив, али сега гледам дека се си останало како што е. Мислам, значи нема поместување или затварање на некои оделенија во Пардејци и во Кованац за да доаѓаат во Негорци, значи на некој начин спојување. И колку што добив информација дека ова година има помалку ученици, али веќе наредната година тоа, значи според децата годините како оде тоа, дека тоа ќе се зголеми дупло и едноставно не е во ред сега да се затворат тие паралелки, заради тоа што до година веќе ќе се пополнат како што било и претходно Пардејци, што на мене ми дава право да кажам дека добро е, дека има млада генерација, дека едноставно наталитетот се зголемува, значи нема да се дојде до таа ситуација да некои училишта се затворат. Во однос на првото прашање, заведени се како 4 ученици кои што се преселиле во странство, односно поточно тројца во странство и еден ученик во друга општина. Тоа е во однос на иселувањето на учениците. А во однос на другото прашање, ние како директори навремено ги известуваме за сите промени и наставниците, вработените и за сите промени. Со новата концепција и оптимизација, условите во комбинираните паралелки, бројот на ученици да изнесува 10. Така и во подрачното училиште во Пардејци бројката е 10 и затоа не е потребно да настанат никакви промени. Инаку, некогаш и малку од информации може да се случи и дезинформација или на информациите да се додават и непотребни информации, тоа да едноставно зима замор. Благодарам. Ако има некои други прашања? Добре, колеги? Нема? Благодарам. Точка 15. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата и постигнатите резултати на ОУ Ристо Шуклев Негорци за учебната 2022-2023 година. Молам, кој е за? Против? Уздржани? Еден не гласал. Благодарам. Точка 16. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ОУ Ристо Шуклев Негорци за учебната 2023-2024 година. Молам, кој е за? Против? Уздржани? Нема. Саша не гласа. Еден. 20 не гласале. И точка 17. Предлог решение за усвојување на годишната програма за ученички екскурзии и други слободни активности на ОУ Ристо Шуклев Негорци за учебната 2023-2024 година. Ме молам, кој е за? 12. Против? Уздржани? Нема. Еден не гласал. Благодарам. Следните две точки. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на ОМУ Васо Каренов Гевгелија за учебната 2022-2023 и точка 19. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ОМУ Васо Каренов Гевгелија 2023-2024. Почитуван председателе, почитувани советници,
Во однос на годишниот извештај на Музичкото училиште Васо Карајанов Гевгелија за учебната 2022-2023 година, вкупниот број на опфатени ученици во музичкиот и балетскиот одел изнесува 139 ученика. Како и секоја година, нашите ученици се дел од надпреварите по музика кои се одржуваат на општинско, регионално, државно и меѓународно ниво. Ова година забележавме 14 први, 3 втори и 5 трети награди од овие надпревари, додека во однос на културната дејност беа реализирани вкупно 27 музички настани, од кои како позначајно ќе го истакнеме одбележувањето оваа година на нашиот јубилеј 45 години постоење на нашето училиште. Во однос на подобрувањето на условите за работа во текот на летниот период во нашето училиште беше направено белење на целокупниот простор, каде што се одвива воспитно-образовната работа. Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2023-2024 година е навременно изготвена и доставена. Во неа се запазени сите подрачја за функционирање и реализација на воспитно-образовниот процес во основното музичко и балетско образование. Годинава имаме запишани нови 20 ученика во музичкиот и во балетскиот одел и со тоа моменталната бројка на нашите ученици брои вкупно 146 ученика. Ви благодарам. Благодарам. Колеги, поведете прашања за дискусија. Нема. Благодарам, директорке. Точка 18. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на ОМУ Васо Карајанов Гевгелија за учебната 2022-2023 година. Оставам на гласање, молам кој е за. 11 гласови за, против, воздржани нема, еден не гласал. Точка 19. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ОМУ Васо Карајанов Гевгелија за учебната 2023-2024 година. Молам кој е за. 10 против, воздржани 20 не гласале. Благодарам. Детска радост Гевгелија. 4 точки. Точка 20. Предлог решение за усвојување на годишниот извештај за работата на ЈОУДГ Детска радост Гевгелија за 2022-2023 година. Точка 21. Предлог решение за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ Детска радост Гевгелија за 2023-2024. Точка 22. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за утврдување на работното време на ЈОУДГ Детска радост Гевгелија. И точка 23. Четврта. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за зголемување на бројот на деца во групите во ЈОУДГ Детска радост Гевгелија 2023-2024 година. Директорки повели. Сите заедно. Почитувани советници, врз основа на член 116 од Законот за заштита на деца и врз основа на член 26 од статутот на ЈОУДГ Детска радост Гевгелија, нашата институција изготви извештај за работата на детска радост за 2022-2023. Врз основа на истите закони и членови изготвивме и програма за наредната година 2023-2024 година. Тоа е за извештајот и за програмата за работа за нашата институција. Врз основа на член 67 и член 116 од Законот за заштита на деца изготвивме одлука за работно време на нашата установа. И врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на деца, исто така донесовме одлука за зголемен број на деца во групите во 2022-2024 година. Материјалите ви се кај вас доставени, повелете ако некој има потреба нешто да праша. Лагена повели.
Почитувани пред нас повеќе точки од јавната установа детска градинка, но јас ќе се задржам само на програмата на јавната општинска установа за деца, детска градинка, детска радост од Гевгелија. И на самиот почеток ќе напоменам дека основач на оваа јавна установа е градот Гевгелија, локалната самоуправа на општина Гевгелија, а ние советниците сме представници избрани од граѓаните во органите на општината, согласно Уставот, Законот за локална самоуправа, другите закони, како и статутот на општина Гевгелија. На вчерашните комисии кои ги имавме, усно побарав од директорката на установата да ми достави информации кои што се од јавен карактер, кои според статутот на општина Гевгелија, во делот организирање и работење на органите на општината, член 23, и деловникот на Советот на општина Гевгелија во делот права и должности на членовите на Советот, член 11, каде се вели дека член на Совет има право да бара од јавни служби, установи и предпријатија и од други институции, основани од општината, податоци и други информации за прашањата од нивниот делокруг, а му се потребни за работата на Советот. Моето барање беше одбиено со образложение дека јас, односно ние како членови на Совет, немаме право да бараме вакви информации, односно информации вакви можела да бара само инспектор. Јас еве уште еднаш јавно ќе побарам да ми доставите, затоа што имам право да барам, а вие како представник на јавната институција имате обврска да одговорите, а дали ќе одговорите тоа ќе видиме. И истото ова устно барање ќе го добиете и ќе го проследам во писмена форма, а тоа е информација од јавен карактер. Значи воопшто не се нарушени, не знам, некои човекови права. Во делот на програмата имате структури на вработење, во делот човекови ресурси во детската градинка ви се наброени структурните профили со степенот на стручна спрема, и на оваа само барам да додадете како информација за секретар, економист, логопед, психолог, материјален книговодител, благајник или архивар, правник несретна во материјалите, и за лицето што ги подпишува одлуките на управниот одбор. Значи веќе имате готова табела, само да додадете година на вработување и степенот на стручната спрема, кога овие наброени профили се вработени, и до образование доколку го имаат стекнато и која година е стекнато. Ви благодарам. Благодарам. Поведете се тук. Вака, јас сега ќе кажам како беа вчера поставени прашањата и што беше одговорот, ќе го кажам, да. Првото прашање беше да го доставиме статутот на нашата установа, да ви го дадеме вам. Јас на тоа одговорив, да, тоа е документ од јавен карактер и го има во општината. Значи, во општината статутот нашиот на институцијата е таму, сите измени што се донесени, сите ги имате таму на располагање. Значи, кога во кој момент ви е потребно, можете да имате се. И да видите, и да прочитате, и да консултации некој ако треба да направите. Значи, тој документ ви е достапен. Што се однесува до тоа што сега повторно го кажавте со име и презиме за вработените, прво, име и презиме со профил на вработување, од која година има добиено решение, дали некој е унапреден или не, прво, која е потребата од сето тоа да биде. Меѓутоа, и јас и тоа ќе ви го кажам пак. И тој податок го имате, го има исто така во општината, го имате во сметководство F1 образецот, потполно пишува се, име и презиме, профил на тој што е вработен, број на вработени, и тоа го имате се. Меѓутоа, ако и тоа не е доволно, ние тоа ќе ви го напишеме, не е проблем. Која е потребата од сето тоа? Инаку тие документи ги има. Податоците, исто така, и тие ги има во општината. F1 ние поднесуваме таму за плата, значи таму е име, презиме, профил, кој што работи, се е таму напишано. Благодарам. Благодарам. Слагена. Зошто ова го барам? Јас се надевам дека нема да има потреба да го објаснувам,
кога ќе ги добијам информациите кои ги барам и се надавам дека ќе нема потреба. Ова е затоа што до нас стигнуваат некои информации и за да не бидат, како што би рекле народот, рекла казала информации, би сакале само да ги потврдиме или да ги одбиеме. Ништо лично, ништо страшно. Ви благодарам. Јас се извинувам што пак мора да станам и да одговарам, меѓутоа, ако вие како советници работите на дојава на муабет и на рекла казала, значи не знам која е вашата сериозност. Значи за да добиете конкретен и точен податок, ако не верувате на податоците што ги имате во општината, слободно можете да се обратите, знаете каде. Во инспекцијските служби, они точно ќе ви кажат се како и што е. Ќе дојдат, ќе ни извршат инспекцијски надзори, ќе добиете се што ви е потребно. Меѓутоа, на рекла казала советниците да бараат податоци, тоа не е сериозно. Благодарам. Благодарам. Благодарам, председателе. Потполна поддршка на колешката, затоа што деловнички тоа е апсолутно регулирано. Секој директор не дали сака, мора да одговори, не да го усмерава од кај да бара податоци, туку мора да одговори на тие прашања што он ги бара. Јас не слушнав име и презиме, ни пат треба да има име и презиме. А вие директорите сте должни, и мој совет е, писмено да не нешто се испушти, писмено да се обратите тој податок и вие, мислам дека таа работа за 2 сата се завршува. И не треба да правиме полемика за нешто што е веќе регулирано и треба да се реализира само. Благодарам. Благодарам. Сташе? Благодарам, председателе. Еве неколку прашања до директорката на Детска радост Гевгелија. Во контекст на прашањата кои што беа дадени од колешката Стаменковска, поддржани од колегата Апостолов, конкретно прашање, ние пред нас имаме 4 точки на ова јавна општинска установа, кои што како одлуки се носени на управен одбор на оваа установа. Значи, овие акти се поминати на управен одбор на оваа установа и сега ги имаме пред нас на дневен ред како советници. Дали членовите на управниот одбор, без име и презиме, кои се представници на детската градинка, се гласани на совет? Да. Јасно конкретно прашање. Членови на управен одбор кои што се представници на детска градинка, детска радост, се гласани и се верифицирани со одлука на Совет на општина Гевгелија. Конкретно прашање, затоа мислам дека и усно може веднаш да ми го одговорите. И второ, дали овие членови имаат 240 кредити, завршено високо образование или 7/1 степен, по-старо. По-ново е 240 кредити. Две конкретни прашања, мислам дека може веднаш усно да ми ги одговорите, ми се битни од аспект на тоа дали ние денес разгледуваме легални и одлуки донесени од управен одбор, кои што имаат и легитимитет. Благодарам. Затоа се полемизираше и се дискутираше многу и на многу совети и многу кај нас имаше дискусии. Значи за сите овие работи, еве, штом таков е ставот на советниците, ќе ги добиете сите работи на писмено, ќе ви известиме за се што побаравте денес, ќе ви ги доставим документите и ќе ви дадеме се одговор на сите работи што побаравте. Благодарам. Томче Повели. Како и секојаш некои работи мен не ми се јасни и сакам некој образложение да ми дадат. Мене не ми е јасно што побара колегата Стоилов. На мене не ми е јасно. Значи, кој го избера управниот одбор? Кој го гласа? Значи, не ми е јасно. Значи, ако... Совет. Па зашто председателот не
не го стави точка на дневен ред и да се гласа. Значи, ќе ми одговорите, мен не ме јасно сега, значи, баш ме интересира како е ова постапка. Значи, много едноставно. Добре, председател, тоа треба да си го... Значи, тоа е едноставна постапка, јас не знам што е причината за тоа прашање. Значи, ако... Значи, треба, јас колку што знам, треба да се дават имиња, ние да дојдат код управен одбор и ние да си го изгласаме тука. Ако е веќе надлежност на Советот, што е проблемот? Имаме председател, си имате мнозинство, си имате се, што е? Не. Не се гласане ако не е ставено точка на дневен ред. Председател е ставено ли? Не. А зошто не е ставено? Сега имаме не 2 години што нямаме, предходно може да се гласаме. Членови по управен одбор кои што се... Имат ли рок? Кој ги назначува тие? Ставите ги на Совет и гласајте. Да не говориме, добијаме одговор дека ќе добиеме се. Не, може ли институт да ни каже како оде таа постапка? Јас не ме јасно. Дали е назначено? Јас не знам зашто што е причина. Дали јас не го разбрах од советник и сакам да ми го јасно. Меѓутоа за тоа ќе може да говориме од кој ќе добиеме одговори прво. Не смееме пред тоа да говориме, може би е се во ред, кога ќе говориме. Директор ќе... Има ли некој друг прашање за директорката? Чекаме. Благодарам. Друг нема. Благодарам за присуството. Колеги, добивме одговор на поставените прашања, односно ќе го добиеме писмено. Ај пауза, бе. Сега не можеме да... Значи, одговор на прашањата има, ама не го добијаме денес, ќе добиеме писмено. За да можеме да расправиме. Без оглед. Ке имаме простор за разговор, кој ќе добиеме одговор. Сега не е коректно да полемизираме. Колеги, точки. А прашањата мора да и дајме... Во ред, точките ни се предлог. Ајде, колеги, ви може.